Време е за дневник на регионалната К1 телевизија. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Нови патишта во Источна Македонија. Се гради и обновува инфраструктура во должина од 120 километри. Започна со реализација проектот за изградба на двоен тениски терен во населбата Саат Кула во Неготино. Од четврток Велески има променет сообраќаен режим. Во моментов во Источна Македонија се гради и обновува инфраструктура во должина од 120 километри. Градежните активности се одвиваат според планираната динамика. Целта е да се добие побезбеден сообраќај и да се скрати време трењето на патување од едно до друго место. Во годината кога завршува изградбата на првиот експресен пат во Македонија, започнува градба на 3 нови. Благодетите веќе се видливи на делницата од Велес до Кадрифаково. Во моментов во Источна Македонија се гради и обновува инфраструктура во должина од 120 километри. Но кога станува збор за патишта, експресни, регионални, магистрални, локални, автопатишта, кога станува збор за асфалт, никогаш доста, секогаш луѓето имаат нови идеи, секогаш има нови потреби. И тоа е долг процес. Но она што е направено во овој период е направено многу повеќе од било кои други периоди во минатото. И она што следува исто така во наредната година, а веќе подготовките се завршени, е навистина крупна работа за Источна Македонија, нешто што никогаш досега Источна Македонија го немала. Веќе започнатите градежни активности се одвиваат според планираната динамика. Според планираното, одат и подготовките за отпочнување на новите градби. Целта е да се добие побезбеден сообраќај од една страна и од друга страна да се скрати времето на патување од едно до друго место. Рехабилитацијата и изградбата на патната мрежа овозможува сигурна работа и за градежните компании. Општина Неготино во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија започна со реализација на проектот за изградба на двоен тениски терен во населбата Саат Кула, веднаш до постоечкото мултифункционално игралиште и комплетно реконструираниот забавен парк. Се гради двоен тениски терен во општина Неготино. Станува збор за проект на локалната самоуправа и Агенцијата за млади и спорт. Тениските терени се градат во населбата Саат Кула, веднаш до постоечкото мултифункционално игралиште и комплетно реконструираниот забавен парк. Градоначалникот на општина Неготино, Ванчо Апостолов, кој денеска беше на терен и го следеше изведувањето на градежните работи, информираше дека овие две тениски игралишта ќе бидат со тврда подлога. Две тениски игралишта на тврда подлога, значи тоа е со димензии стандардни 37 на 37 метри. Ние, како што сите знаеме, во Неготино имаме тениски терени на земјена подлога, тоа е кај спортско-рекреативниот центар Младост, но за љубителите на тенисот кои сакат да играат на тврда подлога, може да дојдат слободно по изградбата, значи рокот за градба е 5 месеци. А после изградбата, после финализацијата на целиот овој објект може да дојдат и да почнат да тренираат на тврда подлога. Пред извесен период, градоначалникот и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески подпишаа договор за изградба на двоен тениски терен во Неготино. Со овој договор Агенцијата за млади и спорт се задолжи да инвестира во изградбата на еден ваков терен на улицата Ленинова во населбата Саат Кула во Неготино. Ние го облагородивме овој простор како општина, подали изградивме повеќе наменско игралиште за мал фудбал, кошарка, ракомет и други мали спортови. Еве сега покрај овие детски содржини кои тука се поставени на оваа паркова површина која е предвидена, да изградиме, значи, тениско игралиште и со тоа да комплетираме сите рекреативци и сите професионални спортисти и сите останати кои во текот на периодот, значи пролет, летниот период и есенскиот период, кога има услови за надвор да се игра, а не во сала, сите ќе може да дојдат или да се рекреираат или професионално да се занимаваат со тенис и останатите
мали спортови на оваа содржина. Со изградбата на двојниот тениски терен се заокружува проектот за изградба на спортско-рекреативен простор во населбата Саат Кула, кој до пред извесен период беше комплетно запуштен и оставен на забот на времето, а сега представува пријатно катче за одмор и релаксација на повеќе генерации жители на Неготино. Исхраната во средношколскиот дом Лазар Лазаревски тема на пресконференција на Општинската организација на СДСМ. Од партијата сметаат дека учениците не добиваат квалитетна храна. Од Лазар Лазаревски ваквите тврдења ги отфрлаат. Во составувањето на менито учествува Советот на родители, учениците и Центарот за јавно здравје. Писмена реакција стигна и од доктор Снежана Петрова. Во неја стои: билошкиот квалитет на исхраната на учениците ги задоволува физиолошките потреби на учениците од 15 до 18 годишна возраст. 130.000 евра потрошил средношколскиот дом Лазар Лазаревски за исхрана на учениците кои се сместени во него. Ова биле премалку пари за учениците квалитетно да се хранат, вели потпорлот на Општинската организација на СДСМ Весна Стојанова Богоевска. Тоа значи по 50 евра за цел месец по ученик. Тоа значи 100 денари по ученик за ден за храна. Што може да се купи со 100 денари? Дали со 100 денари дневно ученичкиот дом Лазар Лазаревски може да ги испочитува советите од скапите реклами на Груевски за здрава храна, овоши и зеленчук, риба и јајца. Со квалитетна и здрава храна се хранат учениците во средношколскиот дом, вели директорката Василка Ѓорчиновски. Таа тврди дека обвинувањата се паушални, ниту одалеку не отсликуваат реалната слика. Пред почетокот на учебната година, беше составена работна група, на која што работна група присуствуваат дел од работените, представници од Совет на родители, како и докторот од Центарот за јавно здравје, доктор Снежана Петрова. Така да менито во ученичкиот дом е изготвено согласно препораките на докторката и сите едногласно го имаат прифатено и тврдам дека е согласно сите норми кои што се потребни, значи да ги имаат учениците во ученичкиот дом. За обвинувањата на СДСМ дека храната во ученичкиот дом не е квалитетна, реагираат и од Центарот за јавно здравје. Во писмениот допис испратен до К1 телевизија, доктор Снежана Петрова стои дека биолошкиот квалитет на исхраната на учениците во ученичкиот дом во Велес е следен на 14 оброци од новото меню за учебната 2016-2017 година. Резултатите се добиени со примена на конзумно-аналитичка метода и со проценка преку софтверска апликација во која се инкорпорирани базата на податоци за составот на храната. Биолошкиот квалитет на исхраната на учениците ги задоволува физиолошките потреби на учениците од 15 до 18 годишна возраст за учебната 2016-2017 година. Од четврток Велески има променет сообраќајен режим по повод одржувањето на Питијадата, што оваа година ќе се одржи од 7 до 9 октомври. Затворени за сообраќај ќе бидат неколку улици во градот. Деталите во прилогот. Питијадата, која неделава ќе се одржи во Велес, ќе го промени сообраќајниот режим. Од четврток затворена за сообраќај ќе биде улицата Багој Ѓорев, од трговскиот центар до црквата Свети Кирил и Методи. Поради тоа сообраќајот ќе се пренасочува кон улица Борис Трајковски, додека пак на потегот кај новиот кружен ток Авона, автомобилите кои доаѓаат од улица Тодор Јанев ќе можат да го користат кружниот ток за излез на улица Тодор Христов Офицерчето и Лазо Смаков. Сообраќајот од улица Јубенска кон Багој Ѓорев ќе се одвива во една насока се до театарот Јордан Хаџи Константинов Аџинот, од каде што продолжува како двонасочен сообраќај. Сообраќајот на улица Алексо Демниевски Бауман на потегот од семафоризираната крстосница до крстосницата формирана од улиците Алексо Демниевски и Багој Ѓорев ќе се одвива во две насоки. Сообраќајот во две насоки ќе се одвива и од крстосницата формирана од улиците Багој Ѓорев и Васил Ѓоргов, зграда на театарот Јордан Хаџи Константинов Аџинот, па се до крстосувањето со улица 8 септември. Затворени за сообраќај ќе бидат и улиците Наум Нумовски Борче и третата ударна Кумановска бригада. Наум Нумовски Борче ќе се користи како паркинг простор. Времениот сообраќај ќе трае до понеделник 10 октомври.
Општина Неготино распиша оглас за пријавување на кандидатури за највисоките општински признанија во чест на денот на ослободувањето на градот 8 ноември. Признанијата се доделуваат секоја година за посебни постигнувања во одредени области од општественото живење. Огласот трае до 21 октомври. Општина Неготино денеска распиша оглас за пријавување на кандидатури за највисоките општински признанија во чест на денот на ослободувањето на градот 8 ноември. Како што информираше портпаролот на општина Неготино Методи Митрев, признанијата се доделуваат секоја година за посебни достигнувања во одредени области од општественото живење. Како израз на највисоко општествено признание за постигнување во одредени области, и оваа година општина Неготино го распиша огласот за пријавување на кандидатури за добитници на осмоноевриските награди кои што се доделуваат по повод празникот на општина Неготино 8 ноември, денот на ослободувањето на градот. Огласот започна да тече од денеска и ќе трае до петок 21 октомври овој месец, до кога сите заинтересирани граѓани и институции од територијата на општина Неготино можат да предлагаат кандидати за добитници на 3 признанија. И тоа признанието 8 ноември, наградата 8 ноември, како и признанието почесен граѓанин на општина Неготино. Можат да се предложат институции и физички лица кои дале особен придонес во афирмацијата на општина Неготино и постигнале одредени резултати во својата област, по која се препознатливи и тие и општината во која живеат, соопшти Митрев. Оние лица кои што ќе предлагаат и установи кандидати за добитници на наградата треба да поднесат и соодветно образложение зошто одреден кандидат или институција се предлагаат за добитници на наградата или признанијата по повод празникот 8 ноември. Истите предлози ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за награди и признанија при Советот на општина Неготино, а конечната одлука за тоа кои ќе бидат добитници ја носат советниците во Советот на општината на редовна седница. Наградите и признанијата вообичаено градоначалникот на општина Неготино господинот Ванчо Апостолов ги доделува на свечената седница која што се одржува на 8 ноември, денот на ослободувањето на општина Неготино. Предлозите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за награди и признанија при Советот на општина Неготино, а конечната одлука ја носат советниците на редовната седница. Наградите ќе бидат доделени на свечената седница на 8 ноември, а огласот трае до 21 октомври. По повод одбележувањето на неделата на детето, Општинскиот ученички дом Лазар Лазаревски и Општинското основно училиште Васил Главинов потпишаа меморандум за соработка. Со овој меморандум се утврдува рамката во која се реализира соработката помеѓу двете институции за реализација на воспитно-образовната работа на учениците. Една од обврските кои ги има ученичкиот дом е да се грижи воспитно-образовната практика, предвидена со наставните планови и програми на учениците од оделенска и предметна настава при училиштето Васил Главинов да се остварува според предвидената програма во просториите на кујната и трпезаријата во ученичкиот дом. Попладнево во 12 часот и 52 минути во Скопје и околината беше почувствувана земјотрес со магнитуда од 3,1 степен според Рихтеровата скала, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет. Епицентарот на земјотресот бил во источниот дел на Скопското епицентрално подрачје. Во продолжение останатите вести од Македонија. Странските инвестиции ја јакнат домашната економија. Во првите 7 месеци од оваа година, според пресметките на Народна банка, во државата влезени се 171 милиони евра странски капитал. Споредено со истиот период минатата година, забележано е зголемување за 12,2 милиони евра. Иако со најмалку денови во годината февруари е месецот со најмногу странски инвестиции. Во анализата на Лидер стои дека во овој месец директните странски инвестиции достигнале 45 милиони евра, во март 37,5, а во јули 27,4 милиони евра. И податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека извозот во првите 7 месеци бележи раст од 5,1%. Од слободните економски зони извезени се производи во вредност од 1,1 милијарда евра.
Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски денеска оствари средба со словеничката министерка за одбрана Андреја Катик. По средбата Јолевски изјави дека Словенија од секогаш давала целосна подршка на евроатлантските интеграции на Македонија и дека двете земји имаат добра соработка и одлични билатерални односи во сите области. Јолевски изрази благодарност за целосната соработка од страна на Словенија во аспирациите на Македонија да стане членка на НАТО. На средбата, како што изјави Јолевски, било разговарано и за безбедносната ситуација во регионот, Европа и пошироко, како и за мигрантската криза. Двајцата министри на средбата се заложиле за понатамошно продолжување и интензивно работење на зајакнување на меѓусебната билатерална соработка. Постигнат е договор помеѓу Европската Унија и Авганистан за управување со мигрантскиот бран. Неправилната распределба на бегалците ја зголемува глобалната криза. Вестите од Свето денеска. Постигнат е договорот помеѓу Европската Унија и Авганистан за управување со мигрантскиот бран. Тоа конкретно се однесува на олеснување на условите за враќање во татковината на афганистанци кои не добиле азил во Унијата. Договорот е постигнат во пресрет на големата донаторска конференција во Брисел. На тој форум денеска и во текот на утрешниот ден ќе се соберат над 70 држави и 20 меѓународни организации. Минатата година Авганистан беше на второ место по број на кандидати за азил во Европската Унија, околу 180.000, а оваа година само во првото тримесечие 50.300 афганистанци поднеле барање за азил во Европската Унија. Минатата недела Guardian објави дека Европската Унија поставила таен ултиматиум до Авганистан да го прифати договорот ако сака да продолжи да добива финансиска помош. Неправилната распределба на бегалците ја зголемува глобалната криза, бидејќи мнозинството бегалци се наоѓаат во едва 10 земји, предупредуваат хуманитарни организации. Тие ги повикаа богатите земји во најскоро време да најдат решение за кризата. Главната причина за бројот на бегалци оваа година да достигне рекордна бројка од 21,3 милиони се војните во Сирија, Авганистан, Бурунди и Јужен Судан, соопшти Врховниот комесаријат на Обединетите нации за бегалци. Како што наведува УНХЦР, 60% од бегалците нашле застолниште во Јордан, Либан, Турција, Пакистан, Иран, Чад, Етиопија, Кенија и Конго. Организацијата ги повика развиените земји да примат повеќе бегалци според нивните можности. Времето денеска променливо облачно и свежо со можност за појава на локални врнежи од дожд. Утре ќе имаме сончево и свежо време со повремен локален дожд. Ке дува засилен ветер од северен правец, особено долж Поврдарието и во источните делови. Графичкиот приказ во продолжение. Тука е крајот на дневникот. Пријатно!